Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. 2026 за Охрид ќе биде берикетна. Првото бебе во новата година е женско. Охриѓани и бројните гости од земјава и странство синоќа во весел амбиент со музика, забава и огномет ја дочекаа новата година. Најлудата ноќ во Охрид од безбедносен аспект беше стабилна. После повеќе од 60 години, Охридскиот аеродром е легализиран. Новогодишен кошмар во Кран Монтана во Швајцарија. Десетици мртви, стотина повредени. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме претежно сончево и студено време. По утринските минус 11 степени температурата во текот на денот се искачи до максимални 2 степени Целзиусови. Дуваше слаб до умерен ветер претежно од југозападен правец. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно и студено време со умерен ветер од јужен правец. Попладне се услови за слаб локален дожд на планините и повисоките места со снег. Утринската температура од минус 6 степени, а максималната дневна ќе се искачи до 5 степен. Температурите во Македонија утре во интервал од минус 14 до 6 степени. Под влијание на циклонска активност од сабота ќе биде претежно облачно со повремени локални врнежи од дожд, а на планините и некои од повисоките населени места со врнежи од снег. Ќе дува умерен до засилен ветер претежно од јужен правец, а температурата ќе биде во пораст. Гледавте метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Не ми го земај времето. За само 1 минута месечно со Евана онлайн добивај, плаќај и коригирај фактури. Имај увид во сите плаќања, пријавувај состојба и регистрирај повеќе бројила на едно место. И тоа целосно онлайн. Полажно од се. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната на Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ.
2026 година за Охрид ќе биде берикетна. Здраво женско бебе дојде на свет синоќа по полноќ на гинеколошкото оделение при Општа болница Охрид. На првиот ден во новата година во Охрид се родија уште две девојчиња, од мајки од Струга и од Вевчани. Традиционално првите честитки и подароци мајките и новороденчињата ги добија од градоначалникот Кирил Пецаков. Првото новороденче во Охрид во новата 2026 година е женско. Мајка од Охрид во 1 часот и 17 минути по полноќ роди здраво девојче тешко 2800 грама и долго 50 сантими со висок апгар скор. Анастасија е втора рожба на среќната мајка. Дежурната екипа од гинеколошкото оделение на Охридската општа болница на првиот ден во новата година породи уште две мајки од Струга и Вевчани, кои на свет донесоа девојчиња, нивни први рожби. До сега на нашето оделение во нашата болница се добиени, се породени уште две други новородени, исто се од женски пол, со што се најавува исто една берикетна и плодна година, наредна 2026. На новороденчината му посакувам среќно и безгрижно детство. На родителите им посакувам многу дечина, на родилките побрзо опоравување. На персоналот на нашата болница исто да им честитам новата година, како и на сите граѓани на општина Охрид и да си ја поминат и 2026 во добро здравје и благодет. Традиционално во посета на новороденчињата и среќните мајки беше градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков, кој им подели пригодни подароци и упати желби за добро здравје и среќа. Градоначалникот упати благодарности и честитки до тимот лекари и целиот персонал на оделението за гинекологија за нивната деноноќна посветеност и професионалност, а на охриѓани и на граѓаните на Македонија им посака многу дечиња. Првото новородено е женско дете, му посакувам многу здравје, среќа, радосни моменти надополнети со мир и благосостојба и секако истото му го посакувам тоа и на Охрид и буквално и на Македонија. А воедно како демографска политика, она што е наталитет и Македонија како држава се бори на децата, му посакувам многу братчина и сестричина, на мајките и татковците, на младите многу дечиња, на бабите и дедовците многу внучиња и тоа е единствената приказна во која што во наредниот период ние како држава треба да инвестираме, да се бориме и да вложуваме. И годинава Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ја продолжи својата традиција и на мајката на првото новороденче и подари детско седиште за во автомобил. Со тоа покажа дека е неопходно да се користат овие средства за безбедност во сообраќајот за младите деца. Исто така користам оваа прилика да искажам голема благодарност до сите институции, партнери, особено до Општина Охрид и СВР Охрид, кои активно не поддржуваат во овие активности. На гинеколошкото оделение при Охридската општа болница во текот на 2025 година на свет дојдоа над 530 новороденчиња. Се надеваме дека оваа година бројката ќе биде поголема. Охриѓани и бројните гости од земјава и странство синоќа во весел амбиент со музика, забава и огномет ја испратија старата и ја дочекаа новата 2026 година. На забавата на градскиот плоштад присутен беше и градоначалникот Кирил Пецаков, кој на туристите им посака да уживаат во посетата на Охрид, а на своите сограѓани среќа и успех во новата година. Забавата во хотелите и угостителските објекти на Охридската ривиера траеше до раните утрински часови. Охриѓани и гостите во весела атмосфера на градскиот плоштад ја испратија старата и ја дочекаа новата 2026 година со желби за добро здравје и среќа. Студеното време со температура длабоко под нулата не ги спречи стотиците охриѓани и гости на илудата новогодишна ноќ да ја поминат со забава на отворено покрај Охридското езеро. Во весела празнична атмосфера со музика, насмевки, во добро расположение, заедно ги одбројуваа последните секунди од старата и со аплаузи и огномет над езерото ја поздравија новата година. Меѓу своите сограѓани и многобројните гости на плоштадот беше и градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков, кој им посака да уживаат во празниците и да имаат успешна нова година. За забавата која ја организира општината се погрижија Ѓоко Танески, Ефто Пупиновски и Владко Лозановски.
Весело беше и во хотелите и гостителските објекти каде забавата продолжи до раните утрински часови. Најбројни оваа година на Охридската ривиера беа гостите од соседните држави, во најголем дел од Србија, од Албанија како и од Турција. Празничната атмосфера продолжува. На плоштадот општината и вечерва организира забава со групите Фузија и Меморија. Од безбедносен аспект, најлудата ноќ во годината во Охрид мина речиси без инциденти. Стабилна беше безбедносната состојба во текот на новогодишната ноќ во Охрид. Случени се 3 нарушувања на јавниот ред и мир, од кои едно вербално пред казино и 2 нарушувања со физички напад во ноќен клуб и на паркинг простор. Едно лице е приведено, а едно се здобило со телесни повреди, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Интернационалната полициска асоциација Охрид во соработка со секторот за внатрешни работи Охрид на символичен начин со подарување новогодишни лампиони на охриѓани и на туристите им ја честита новата 2026 година. Традиционално на овој начин на сите охриѓани, на сите гости со символично доделување на лампиони им посакаа се најдобро во новите 365 дена. Им порачаа да внимаваат на својата и на безбедноста на останатите граѓани, а посебно дека сообраќајните контроли ќе бидат интензивни, дека алкохолот и управувањето моторни возила не одат заедно и дека секоја таква ситуација ќе значи исклучување на возачот од сообраќај и соодветна пријава. На овој начин ИПА Охрид и СВР Охрид со оваа превентивна активност прават обид повеќе за зголемена безбедност во градот, а граѓаните и туристите да се чувствуваат безбедно и сигурно во Охрид. После повеќе од 60 години Охридскиот аеродром е легализиран, објави вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски на својот Facebook профил. Охридскиот аеродром, кој оперира уште од 1970-тите години, конечно е легализиран. Изминатава година тимон Министерството за транспорт, АДА аеродроми и ТАФ заедно со Катастар, Државното правобранителство, Управата за имотно-правни работи и други владини институции посветено работеа конечно да се впише Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле во Катастар и конечно овој стратешки објект да добие имотен лист. Во следниот период ќе работиме на модернизација и реконструкција на Охридскиот аеродром со цел да привлечеме нови туристи, напиша Николовски. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Останете со нашата програма. Пријатно!